Полицијата на Мајами Бич пукаше со топчиња во толпи народ и уапси најмалку 10 лица доцна во саботата, бидејќи градот презеде вонредни мерки за сузбивање на лица кои што доаѓаат на одмор. Агресивните активности се случија само неколку часа откако градоначалникот на Мајами Бич Дан Гелбер прогласи вонредна состојба и постави полициски час од 20 часот. Премногу доаѓаат на вистина без намера да ги следат правилата, а резултатот беше ниво на хаос и нарушување што е само нешто повеќе од колку што можеме да издржиме, изјави Гелбер за CNN. Вакцината AstraZeneca против COVID-19 покажа 79% ефикасност против симптоматско заболување и 100% ефикасност против тешка болест и хоспитализација во ново клиничко испитување со седиште во САД, соопшти компанијата денеска. Нодите од новото испитување во фаза 3, во кое беа вклучени повеќе од 32.000 учесници, може да ја зголема довербата во вакцината која што првично беше развиена на Универзитетот во Оксфорд. Испитувањата покажаа дека вакцината е добро толерирана и не идентификува безбедносни проблеми, соопшти од компанијата. Независен комитет не најде зголемен ризик од тромбоза или настани што се карактеризираат со тромбоза кај 21.583 учесници кои примиле барем една доза од вакцината, соопштија од AstraZeneca. Повеќе од 18.000 луѓе се евакуирани од своите домови во австралискиот Нью Саут Велс, бидејќи обилните дождови и големите поплави продолжуваат да ја преплавуваат државата, предизвикувајќи некои области да личат на морски површини. Дождовите влијаат на заедниците од четвртокот, но поплавите се интензивираа за време на викендот, со што преку слики се покажува дека патиштата, дрвја и куќи се целосно потопени во надојдената вода во некои области. До 38 места низ државата се сметаат за области со природна катастрофа и издадени се 19 наредби за евакуација, а потенцијално треба да следат уште, рече на пресконференција премиерот на Нью Саут Велс.